Ковид пандемијата не одмина и летово. Податоците на Институтот за јавно здравје потврдуваат зголемен број на новозаразени. Летните одмори и патувањето без рестрикции причина и за зголемување на бројот на ковид позитивни деца кои вратени од одмор одат на прегледи кај матичен лекар или во Козле. Какво искуството изминатиот период, зголемен ли е бројот на ковид позитивни деца во Македонија? Да, се зголеми, драстично се зголеми бројот на позитивни деца во периодов. Оваа недела, минатата недела беше зголемен, меѓутоа оваа недела е веќе пута 2, можеме да го кажеме така, барем во нашата ординација. Скоро секое трето дете е позитивно веќе. И на што се жалат најмногу родителите? Какви симптоми појавуваат На децата? висока покачена температура. Температурата започнува одеднаш, трае, не можат никако со лекови за намалување на температура, со антипиретици да ја намалат и да ја контролираат родителите. И најчесто имаат само температура првите 2 до 3 дена, за да потоа се појави кашлица. Сега, тоа да не биде дека ќе направиме сега ние паника меѓу родителите, во периодов има и едни други состојби кои што се со висока температура, со кашлици, има и стомачен вирус, лето е секогаш го има стомачниот вирус, така да ние на родителите им викаме да бидат малку повнимателни, малку по предпазливи кога ќе им добие детето температура и доколку и некој друг во семејството се почувствува дека не е добар, не е лошо да се изолира додека да се утврди што и како е состојбата. За оваа мутација и вашите колеги велат меѓу другото дека не е толку страшна како претходните и поминува полесно без зголемен број на хоспитализации. Да, за среќа на колегите во болничките установи е полесно, меѓутоа нас контролите ни се зголемуваат со тоа што, меѓутоа да, полесна е клиничката слика. До сега барем поминувало само со антипиретици, со витаминска терапија, без да има потреба од дополнителни ангажмани. На што да внимаваат родителите кои што туку се упатуваат на одмор со деца и од друга страна како да реагираат доколку забележат симптоми? Да внимаваат каде одат, колку се шетаат. Сега тоа е малце незгодно време, сите уплатиле претходно, бројките отидоа одеднаш горе, а не се очекуваше. Барем да не се мешаат во игротеки таму, кога ќе одат на плажа, нека одберат да се изолираат малку, да не бидат толку измешани во кафичи, во ресторани, да не се хранат внатре во рестораните. Ако веќе мора да седнат, нека седнат на терасата, каде што има пробив на воздухот. Тоа е она препораката, кога ќе влегуваат во продавници, нека влегуваат со маски, останува миењето на раце, тоа секако се надевам дека веќе ни влезе на сите во навика тоа се. И доколку се појават симптоми, не веднаш паника да се дига, нека се смират, нека проверат, нека видат температурата како ќе се исконтролира и доколку после тоа веќе во другите земји, па и кај нас може секој да си купи брз тест од аптека. Ако не држи температурата повеќе од 24 часа и тешко се менаџира, нека си направат тест. Протоколите се уште активни за враќање во земјата доколку се регистрира ковид, но што со оние кои родители, да речеме, кои што овозможат или добијат дозвола или има начин да се вратат во земјава, на што да внимаваат при транспортот? На менеджментот на температурата. Да нека го испланираат времето како прво нека не тргнуваат веднаш кога ќе добие температура детето, него нека почекаат да видат на колку часа добива детето температура, па тој дел нека го искомбинираат некако. Сега не е убаво да патуваат со авион, затоа што ќе ги заразат другите во авионот кои што ќе бидат. Сега се заразиле, луѓето се заразени, не е убаво да ја шириме заразата, ако сме несовесни, веројатно побрзо би се ширила заразата. Повеќе течности, со повеќе паузи нека го планираат патувањето и најдобро е да биде или многу рано или доста навечер, за да биде и температурата надвор полесна. Да, околата е климатизирана, најчесто сите имаме климатизирани автомобили, меѓутоа сепак е полесно сето тоа. И на температурата најмногу. Статистиките бележат пораст на новозаразените и зголемено ширење на вирусот и во земјите од регионот. Комисијата за заразни болести ја анализира епидемиолошката состојба со вирусот, но засега велат дека токму поради лесната клиничка слика со која се поминува, периодов нема потреба од дополнителни рестрикции.